Гласното не на власта очигледно не значеше не и за европските лидери, а францускиот предлог останува да живее. Експертската јавност гласно коментира дека она што премиерот Димитар Ковачевски го одби во Брисел не значеше и целосно отфрлање на францускиот предлог, кој унапреден со уште нови 4 бугарски барања стана преговарачка рамка за македонските интеграции. Универзитетскиот професор Звонимир Јанкуловски во изјава за Алфа вели дека пораката на Ковачевски е двосмислена, па не се исклучува можноста да имаме нова верзија на предлогот, уште попогубна од она што сега е испорачана, а истата да ја прифати и власта. Па добро, очигледно дека францускиот предлог е жив, според она што го кажа министерот за надворешни работи. Очигледно дека мето на оваа власт не е не, и тоа е нешто што покажува не само дисфункционалност, туку и некоординираност на оние кои ја креираат надворешната политика од државата, тоа е председателот, министер за надворешни работи и премиерот. Па очигледно неповолно, очигледно се работи за комплетен крах на македонската дипломатија, на што бугарите го постакуваат, тоа и го добијат. Бурните реакции на јавноста следуваат откако шефот на македонската дипломатија Бујар Османи јавно излезе со изјава дека документот на Макрон не е одбиен и е прифатлив за Македонија, само потребни биле интервенции во одреден дел. Доколку се најде решение за ова спорно прашање со протоколите, останатиот дел од францускиот предлог е решение кое што е прифатливо за нас. Знам дека има реакции под нас зашто има посебен акцијски план за малцинства, за етнички заедници. Морам да кажам дека таков план има за сите земји, меѓутоа се дел од еден друг пакет. Овде е спуштен како посебен инструмент, затоа што се разбира имавме две страни, мораше да се задоволи и другата страна. И додека Османи и Ковачевски тактизираат каква слика ќе му представат на македонскиот народ и како ќе им се додворуваат на големите европски државници, шефот на државата Стево Пендаровски никаде го нема. Без да се изјасни за францускиот предлог, ставот на Пендаровски го слушнавме само во говорот на премиерот и толку. Затоа прашавме во неговиот кабинет каков е ставот на председателот на државата во однос на францускиот предлог, но и дали се менува државниот став по изјавата на Османи дека францускиот предлог не бил одбиен, туку е неприфатлив во моментов. Во одговор добивме дека позицијата на Пендаровски била јасна, оти не може да се преговара за предлог кој задира во идентитетските прашања. Во однос на државната позиција промени нема, но председателот смета дека во моментов, со оглед на политичките случувања во Бугарија, не би требало да се преговара со влада во оставка и со министер за надворешни работи во оставка. Но дали ваквиот одговор од кабинетот на Пендаровски значи и потврда дека работата се уште не е завршена? Ако се суди според она што Ковачевски го соопшти во Брисел, тој категорично не го одби она што Макрон го испорача, туку порача дека во овој момент и во оваа форма францускиот предлог е неприфатлив.